Еве, директоре, после извесен период ќе биде прикажана представата Бегалка во чест на 500 години постоење на Куманово и секако Куманово град на културата и во рамки на манифестацијата Денови на комедија. Колку сте задоволни како менаџерски тим од реализацијата на Народниот театар за изведба на оваа култна представа за кумановци? Така, утре на 15 октомври очекуваме премиерата на представата Бегалка. Имавме еден интересен процес и навистина очекуваме тоа да биде една магија во театар Куманово. Публиката го кажа своето, има огромна побарувачка за представата и го очекуваме утре на 15 октомври на премиерата, а подоцна и на останатите изводи. Господин Ризовски, каква беше соработката со останатите ваши со актерите од Кумановскиот театар и пошто се разликува сегашната од претходната Бегалка? Поимавме еден мощно интересен и убав процес, бидејќи работевме доста со љубов и интерес. Буквално да кажавме дека работевме, живеевме и сакавме театарот, целиот процес. Нашата Бегалка се разликува по тоа што буквално не бега само од тоа што не е возможна љубовта од семејството, него бега и многу повеќе, бега од еден систем, од едно општество во кое не може буквално да живее како што сака. И всушност нашата порака е тоа дека може би како луѓе треба повеќе да се занимаваме со тоа што сакаме всушност да го оствариме во животот и со храброста на Ленче да се трудиме да успееме. Ја толкувате улогата на Ленче, пошто се разликува сегашната Кумановка од претходната? Ленче е многу култен лик во Куманово. Јас израснав со Ленче и со Бошко и е голем предизвик да се игра овој лик. Многу сум среќна да имам таа можност да играм. Нашата Ленче е поразлична во погледот на светот, во бунтовноста што ја носи како лик, во можноста и храброста да се избори за тоа што го сака, целосно, без да размислува за последиците, и тоа ја прави да биде автентична и да припаѓа на ова време. 2:30. Таман. Абе, сега